Според програмата, предвидено е втората меѓународна научна конференција насловена како Обштествените промени во глобалниот свет да се одвива и во текот на утрешниот ден, со што ќе имаат можност учесници од повеќе земји од светот да дебатираат на повеќе од 150 трудови кои претежно се однесуваат на повеќе обштествени дисциплини. Ова е континуитет од минатата година, значи продолжение на минатогодишната конференција, бидејќи опфаќа доста динамични аспекти, поширока, опфаќа правни науки, политички науки, комуникологија, социологија. Имаме гости од повеќе од 17 земји, пријавено над 150 трудови кои ќе бидат објавени во 3-томни зборник на трудови. Размена на мислења помеѓу научниците од Европа. Ево коорганизација со Факултетот за правни политички науки и криминологија од Универзитетот во Лиеж во Кралството Белгија и Државниот универзитет од Воронеж од Руската Федерација. И едноставно тоа е символика кога 3 универзитети организираат некој настан, укажува дека науката сепак нема некакви политички или било каков тип на бариери. Според Ананиев, политичките науки кои се теми на конференцијата не се во функција да ги решаваат геополитичките проблеми. Едно правило има во политички науки дека нема решение на проблем, туку имаме само надминување на проблем, а задачата на општествените науки е да констатираат одредени состојби, да предложат одредени решенија и тие решенија доколку во одредена мера бидат прифатени, тоа значи дека науката го има постигнато она што требало да го постигне, значи да биде во функција на тие општествени промени. Од перспективата на професор доктор Ананиев станува збор за развојни, а не ретроградни промени. Всушност, тоа е функцијата на општествените науки, да констатираат и предложат одредени решенија, истакнува Ананиев. Конференција од ваков карактер, па и на други теми поврзани со дејности кои се одвиваат на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, ќе продолжат во континуитет секој нареден месец, најави новиот ректор професор доктор Блажо Боев. Се случува секојдневна активност на универзитетот во делот на организирањето на научни конференции, меѓународни средби, меѓународни контакти на најразлични нивоа кои се несуваат во делот на истражувањето, образованието и науката. Тоа е секојдневно на универзитетот и очекувајте дека тие активности се заселат до крајни граници, мислам дека скоро секој месец има некоја активност.